Пожарот кај Делчево е локализиран, но се уште гори и се контролира поради силниот ветар. Според првичната проценка зафатени се околу 200 хектари борова и дабова шума и сува трева. За сега се зборува за опожарени десетина објекти во селата Драмчи и Селник, но и 5 електрични столбови од Евана, па еден дел нема струја. Исто така денеска интервенираше во гасењето и хеликоптер на армијата. Брзата интервенција успеа да ја спаси од пожарот најстарата црква во регионот Света Петка, која потекнува од 14 век. Црквата со надчовечки напори од пожарот ја спасило местното население и пожарникарите. Страшно, многу лошо. Беме ни околу комбинарниот там црквата у село Селник, е Света Петка. Шо можеме, не можеш. Нема вода, одека да дојде пожарната, обиколено себе, па беше заградено тук. Мораеме да се повлечеме, да избегнеме обиколина целиот пламен. И мораеме да се извлечеме, да спасуваме живи глави. Голем пламен, голем пожар, имаше многу нестабилно, не може да се спречи, немаше што да се прави. Тука бееме се од нас дадоме, не можеме. Пожарникарите речиси 24 часа непрекинато се бореа со огнената стихија. Како што гледате овде гори поголемо количество, поголема површина на шума на поточно бор. Теренот е непристапен, не може ни контрапожар да се направи. Црквата, па имаме некои информации дека од неа малце има некои делови. Но околу неа запалено, мислам дека во цело се сочувана спасена. Пожарот започнал од фурна за леб во Стамболиско мало во Драмче, пошто се проширил кон соседната борова шума. Со помош на силниот ветар и сувата трева, пожарот и денеска е активен и се шири на кај селото Киселица, но сопрено е движењето на кај границата со Бугарија. Во гаснењето учествуваат стотина лица пожарникари од сите општини од регионот, од јавното претпријатие Македонски шуми и јавното претпријатие Брегалница, од граничната полиција, делческите училишта, а вчера во гаснењето помагаа и авионите на Дирекцијата за заштита и спасување.